Како да се задржат младите и да не ја напуштат државата? Подобрување на инфраструктурата како и јакнење на туризмот се само дел од предизвиците кои градоначалниците од Истокот ќе се обидат да ги решат во наредниот период со проекти преку Источниот плански регион. Идниот период ќе се потрудиме да изготвуваме проекти за развој на туризмот, создавање подобри животни услови за целокупните граѓани кои ги опфаќа Источно планскиот регион, како и создавање услови за конкурентно земјоделие. Подобрување на инфраструктурата, поврзаноста, создавање на услови, дигиталната трансформација и меѓуопштинската соработка, промоцијата на дигиталните услуги кон сите корисници, граѓани, што како предуслов верувам дека ќе биде причина за намалување на тој процент и таа тенденција на иселување. Во наредниот период преку Источнопланскиот регион Кочани ќе бара начин конечно да го изгради и домот за стари лица, со што ќе се реши деценискиот проблем со кој се соочуваат граѓаните од регионот. Реално нашите буџети не го дозволуваат тоа самостојно да градиме и реализираме вакви објекти, ама со поддршката и од центарот и од релевантните институции кои се покажа во изминатиот период, сметам дека можеме да дојдеме до такви средства и во изминатите 16 години преку ИПР во Источниот регион се реализирани околу 140 проекти, со кои значително се имат подобрено условите за живот на граѓаните. Отворениот ден на ИПР финансиски е поддржан од Министерството за локална самоуправа и Швајцарската агенција за развој и соработка.